За жал, и по 4 години од донесувањето на законот, ние се уште немаме измена каде што членот 3, кој што ги дефинира основите за дискриминација, односно со кој што се забранува дискриминација, се уште ги нема сексуалната ориентација и родовиот идентитет. При носењето на законот, во првичната верзија во која што беше подготвена, во која што учествува и невладини организации, стоеше сексуалната ориентација. И иронијата да биде уште поголема, во образложението кон причините за донесување на законот од страна на Министерството за труд и социјална политика како овластен предлагач на законот, стоеше дека причините зошто се донесува овој закон во таа форма која што беше предлог е заради една од причините е заради усогласување на македонското законодавство со законодавството на ЕУ, во кое што се подразбира и вклучување на сексуална ориентација. Сексуалната ориентација исчезна преку ноќ во предлогот закон кој што влезе во собраниска процедура. За да тогашниот министер за труд и социјална политика во своето образложение излагање пред собранието наведе дека сексуалната ориентација беше избришана заради тоа што нејзиното вклучување не е обврска, не е во согласно со законите и уставот. Ова не е точно. Значи, постојат многу документи кои што Македонија ги потпишала, ги ратификувала, се директно применливи, превземала во многу своји настапи во извештај, преземала обврска дека ќе ги внесе сексуалната ориентација и родовиот идентитет, но до денес, 4 години по усвојувањето на законот, ние се уште се бориме со внесување на сексуалната ориентација како основ за дискриминација во законот. За жал, родовиот идентитет воопшто не беше ни расправен во текот на процесот на носење на законот, значи единствената дебата се водеше околу сексуалната ориентација. Исто така, значајно да се спомене дека во собраниската дебата која што се водеше околу усвојувањето на законот, всушност уште еднаш се потврди зошто ни треба закон кој што ќе забрани дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Таа изјава на министерот во промоција на законот, зошто сексуалната ориентација не треба да биде дел, предизвика така наречена собраниска дебата која што продуцираше радикални изјави, хомофобичен говор во однос на лицата кои што се припадници на хомосексуалната ориентација и кои што се со различен родов идентитет, каде што беа давани изјави тоа од страна на медицинари, членови на пратеничката група на владеачката партија тогашна и сегашна, кои што даваше изјави од типот на интерсексуалците се патолошка појава кој што треба да се лекуваат, транссексуализмот е исто така сериозно пореметување кое што бара сериозен третман, трансродовите лица, хомосексуалноста е болест која што треба да се лекува и низа на изјави кои што ја подгреваа омразата и вознемирувањето, дискриминацијата во однос на ЛГБТ лицата. Како што спомнав, значи ова беше уште еден доказ зошто ни треба закон со кој што ќе се забрани дискриминација и ќе се санкционира дискриминација во основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Како и да е, невладините организации инсистираат до последно дека треба да стои сексуалната ориентација во законот. Меѓународната заедница исто така преку своји изјави упатуваше на тоа дека законот без сексуална ориентација е некомплетен и доколку се усвои како таков треба да се менува, што и следеше после недела дена од усвојување на законот. Комесарот Филе порача дека вака усвоениот закон треба поитно да се менува и да се дополни со вклучување на сексуална ориентација во законот за спречување и заштита од дискриминација. Уште поголема иронија и лицемерие во однос на усвојување на ваков закон е поради фактот што предходно, пред донесување на законот, но и по донесување на законот за спречување и заштита од дискриминација, се усвоени закони кои што во себе содржат сексуална ориентација како основ за дискриминација. Има низа на закони. Закон за заштита на права на пациенти, закон за јавно здравје, Законот за семејство, измените од јули 2008, значи ова се закони донесени пред Законот за спречување и заштита од дискриминација. Но има еден закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од декември 2013 кој што во себе содржи сексуална ориентација како основ за дискриминација. Тогаш што е причината зошто не може рамковниот закон кој што треба да штити од дискриминација по сите основи во сите области од страна на сите физички правни лица, не можеме да усвоиме закон кој што ќе штити врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет.